Побарувачката е бесконечна и континуирана, а прашањето гласи и одекнува. Дали Барселона ќе го преживее туризмот? Судирот на локалците со дојденците оди дотаму, што домицилите протестираат против прекумерниот туризам, кој има големо влијание врз домашното население. Ја загадува животната средина, ги зголемува цените на храната и недвижнините и ги нарушува обичаите. Веќе нема тајни места за редовните дневни активности на локалците. Во фонтаните веќе не се капат децата, туку крај нив некој странец пие пиво, ужива во кафе или прави нешто трето, некарактеристично и туѓо. Екипата на македонската телевизија се наоѓа на Ла Рамбла, тоа е најпознатата улица во Барселона и една од најпознатите улици во светските туристички дестинации. Го дели градот на источен и на западен дел, има 3 пешачки зони, 2 странични, една централна која е воедно и најфреквентна и тоа може да го забележите во позадината на овој кадар. Исполнета е со разни сендвичари, дукјанчиња и се она што е карактеристично за Барселона и кој не бил на Ла Рамбла исто како да не бил во каталонскиот бисер. Пазарот Бокерија некогаш бил место каде жителите на Барселона ги вршеле дневните набавки, а денес е еден од најпосетените пазари на светот. Трансформацијата на Барселона почна со летните олимписки игри 1992 година, а продолжи со ефтините авионски билети. Градот со 1,6 милиони жители се соочува со 32 милиона туристи годишно. Туристичкиот конзорциум на Барселона се пофали со фактот дека овој град има најразновидни алатки за справување со посетителите, повеќе од кој било друг град на светот. Во последната декада е забранета реконструкција на зградите и куќите во сместувачки капацитети во централното и поширокото градско подрачје. Туристичката такса е енормно поголема, лимитиран е бројот на туристички групи кои може да се движат низ центарот, каде се најголемиот број атракции. Една од главните автобуски линии е тргната од интернет пребарувачите. Тука сме 3-4 дена. Дојдовме туристички и се уште не сме поминале се што има да понуди преубавата Барселона. Градот сам по себе целиот е уникатен и има посебен дух, зачинет со космополитски вкус. Највпечатлива градба е Саграда Фамилија и затоа дојдовме да ја посетиме Барселона. До 2028 година се очекува да биде забрането изнаемување на објекти за краток престој. Околу 10.000 дозволи за изнаемување станови ќе бидат повлечени, што драстично ќе го намали бројот на 155.000 кревети во центарот. Ова се официјални бројки, а се претпоставува дека се само околу 30% од реалната слика. Се друго е црн бизнис. Околу 25.000 туристи во денот недела ги користат услугите на марината. Пристаништето на Барса е едно од најфреквентните во светски рамки, поради што беше проширено на југ. Собствениците на бродовите кои доаѓаат ретко, наскоро ќе треба да платат посебна такса за еднодневен престој. Вака звучи Саграда Фамилија преку ден. Вака звучи Саграда Фамилија секој ден. Вака звучи синонимот за каталонската гордост кој прв им паѓа на памет на сите кои што ќе помислат и се разбира на оние кои што ќе дојдат во Барселона. Еве и зошто. Ремек делото на Гауди, Саграда Фамилија е символот на Барселона. Оваа базилика е најголемата незавршена, недоградена католичка црква. Во 2005-та беше прогласена за светско културно наследство на УНЕСКО. Експертите и критичарите се едногласни. Ваква градба од готскиот период нема на ниту едно друго место на светот. Се наоѓаме во близина на Каса Мила или Ла Педрера, последната приватна резиденција дизајнирана од страна на славниот шпански архитект Антони Гауди, изградена на почетокот на 20 век, а на крајот на 20 век прогласена од страна на УНЕСКО за светско културно наследство. Во денешно време една фондација се грижи за управувањето со оваа зграда и во неа организира разни настани и културни манифестации. Од економска гледна точка, Барселона е зависна од туризмот со околу 14% од градскиот буџет и директна инволвираност на околу 150.000 вработени во овој сектор. Градот е препон со хотели, ресторани, хостели, киосци и други деловни објекти кои непрекинато бараат работна сила. Треба да сватиме дека туризмот сега не е извор на живот, но може да се претвори во она што ќе не уништи. Треба да научиме да го контролираме она што го нудиме, велат градските власти. Барселона е уникатна светска дестинација. На ниту едно друго место на оваа планета истовремено нема врвен спорт, врвна архитектура, врвна култура, врвна кујна, врвни природни богатства и море. Разгледницата за Барселона не може да ја собере во неколку минути, а приказната за Барселона не може да се раскаже ниту за еден животен век. Туристите и Барселона од секогаш биле и за секогаш ќе останат во нераскинлива, прекрасна, љубовна приказна. Оној што не бил во Барселона мора да ја посети. Од каталонскиот бисер,
За македонската телевизија, за утринската програма, за емисијата Македонија наутро, снимателот Ѓорги Деспотовски и Бранко Чупески.